Сега ќе продолжиме со линковско вклучување. Колишката Ивана Крстевска-Јаневска е подготвена да не запознае со спортско-рекреативниот настан Семос едукација водно. Да видиме за што се работи. Ивана, добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, и на тебе и на сите гледачи. Ќе ви посакам среќен и убав ден, меѓународниот ден на среќата. Па секако ќе ви посакам да си помислите денеска на сите на она што ве прави среќни или да се потрудите да направите некого среќен. Среќни се секако здрави луѓе и луѓе кои што буквално се секојдневно вклучени во спортот и имаат некаква рекреација. Па затоа ќе зборуваме и во продолжение за една трка која што ќе се одржи на 31 март на Средно водно. Семос трча 10 километри на водно е трката, а повеќе ќе дознаеме од Димитар Петровски од Атлетската федерација на Македонија. Димитар, ќе ти посакам добро и убаво утро, што те прави тебе среќен? Па да бидам искрен, ме прави среќен секој оној момент кога можам да го поминам во трчање, во природа, каде што можам да се спојам со внатрешното во мене и да се исполнам на некој начин. Да, буквално нема никаква поубава замена од тоа кога си исполнет од внатре после добра истрчана трка или само едноставно нели самостоен тренинг или некаква физичка активност. Која е целта, Димитар, на оваа трка која што ќе се одржи на 31 март? Па целта на оваа трка, како и на многу други, представува концептот на себе надминување, односно представува предизвик за секој надпреварувач кој ја прифатил, кој се пријавил на оваа трка да ги надмине своите граници, своите физички, своите ментални способности. Така, вие сте и минатогодишниот победник, односно некој што најбрзо ја истрчан или трката на 10 километри на Средно водно. Што представува за вас учеството на трките и како да се мотивираат луѓето да почнат повеќе да трчаат и да се пријавуваат на трките, иако на глобално ниво дефинитивно веќе трките се повеќе се зголемуваат, како во се нови трки што се создаваат, но секако и нели многу нови учесници кои што се пријавуваат. Да, значи за мене трчањето представува константно себе откривање, односно начин, ми представува начин како да се подобрувам себе си. И тоа го гледам и кај другите луѓе, како го прифаќаат трчањето и затоа тоа на глобално ниво станува се популарно и попопуларно. Исто така и кај нас зема голем замав и навистина е многу интересно да се биде дел од сите овие настани и да се видат сите тие луѓе како на крајот од трката се среќни и задоволни и исполнети. Така да трчањето, поминувањето на целта представува едно навистина големо внатрешно исполнување. Така, Семос едукација водно 10 километри. Кој се може да се пријави на оваа трка? Значи, секој оној кој што се чувствува физички спремен, кој што сака некој предизвик во животот, нормално кој што е најпрвен здрав и способен да ја заврши трката, е, да речем, начин квалификуван да учествува на оваа трка. Пријавувањето трае до 25 март, односно до оваа недела, така што уште неколку денови имаат можност луѓето да се пријават, но како се одвива пријавувањето? Значи, пријавувањето се одвива онлайн, значи регистрацијата се врши преку страницата на Tag Timing и надпреварувачите можат онлайн да се регистрираат, така да се очекува околу 450 учесници да има ново издание, нова трка и регистрацијата трае до денес. Да, но оно што секако може да се направи е сите кои што нели сакаат да се пријават, многу од нив трчаат нели за задоволство, но секако оваа трка предвидува и награди. Да, значи оваа трка
се состои од два дела, од две трки. Едната е главната трка на 10 километри, а другата е штафетна трка на 2 пати по 5 километри. Така да секој оној кој што се чувствува дека сака да се надпреварува, дека може да освои некое место, му ја препорачувам подолгата трка, а за оние кои, например, фирми, колеги, другари, пријатели кои што сакаат да се забавуваат на некој начин, за нив најдобро е да се пријават на штафетната трка. Да, има награди, значи парични награди, пари од спонзори и тоа е мотив плюс за надпреварувачите да го дадат својот максимум. Ви благодарам, Димитар. Ви посакувам уште една успешна трка. Како што ни доаѓа пролета, се зголемуваат нели сите овие спортско-рекреативни настани, некој од надпреварувачки карактер, некој нели само чисто од задоволство и уживање, секако и дружење. Затоа секако нели е многу добро да се биде физички активен и доколку сте во можност, пријавете се на оваа трка Семос едукација водно 10 километри, која што ќе се одржи на 31 март на Средно Водно, но пријавувањето е до недела до 25 март. Ивана, многу ти благодарам и ти посакувам многу среќа пред се, здравје во животот, со оглед на тоа дека е меѓународен. Јас на тебе исто. Благодарам. Ден на среќата и на сите наши гледачи истото го посакувам.